Благодарам, председателе. Господин председавач, значи, доста експлоатирана тема на локално ниво и со право се работи за вода за пиење. Министерот за финансии објасни како се решава овој проблем. Колега Поцков, решавањето на проблемот со вода за пиење и на било кој друг проблем не значи само изградбата на одреден објект, не значи само непосредна реализација, многу потрнлив и потежок е патот до непосредната реализација. А за тоа се работи цело време и на тоа се работи цело време од 2009 наваму. Сега мојот збор ќе го поделам во 3 дела. Каков е и од кога е проблемот со вода за пиење во Гевгелија, што општината има превземено до 2009 и после 2009 за решавање на овој проблем и како државите од регионот му приоѓаат на овој проблем со прекомерно количество на арсен во водата. Значи, проблемот со прекомерно количество на арсен во водата не е ескалирал, не настанал од 2009 наваму, не настанал поради човечки фактори или некакви атмосферски влијанија, постои од кога постои водоводот во Гевгелија, односно од 82 година од кога што постојат моинските бунари во Гевгелија. Значи, присуството на арсен во водата за пиење во Гевгелија е поради тоа што водата поради составот на земјиштето, не поради човечки фактори, не поради атмосферски влијани. Значи, постои од кога постои водоводот во Гевгелија. Светска здравствена организација уште 1993 година дава препораки за намалување на дозволеното количество на арсен во водата од 50 микрограми на 10 микрограми. 2000 година тоа го прифаќа Европска Унија, 2004 година, не 2008, го прифаќа во собствената регулатива Република Македонија. Од 2004 до 2009, кажете ми, колега Поцков, што општината која беше раководена од структури од СДСМ има направено за овој проблем? Ништо, колега Поцков. Или ако се послужам со една бројна оска, инспирација добив од учење со синот за бројни оски, од 1993, кога се препораките на Светска здравствена организација, до 2004 ништо. Прифаќаме регулатива во Република Македонија, до 2009 пак ништо. 2010 една година после преземањето на власт од градоначалник од ВМРО ДПМН, нарачана и изработена студија за обезбедување на квалитетно и долгорочно водоснабдување на Гевгелија и околината со здрава вода за пиење. Крајбрежјето на Срменинска река се покажа дека располага со квалитетни количества, меѓутоа искористувањето на тие води покажа дека е многу скапо. Во овие години се правеа анализи дали повеќе би го чинело нови изворишта Гевгелија или да се оди со деарсенизација на водата. Постојат повеќе методи на деарсенизација и инвестицијата за деарсенизацијата е поевтина отколку водоснабдување со нови бунари, меѓутоа тековната експлоатација со деарсенизација би го оптеретило секоја единица количество дистрибуирана вода. Затоа тој метод е поскап и во 2012 година се изврши истражување на бунарското подрачје на Вардар, каде што се установи дека има доволни количества на вода за водоснабдување и затоа проектот за водоснабдување опфаќа водоснабдување со дополнителни количини на вода со 200 литра во секунда. Во проектот е предвидено да се изградат неколку бунари, резервоар со капацитет од 3000 метри кубни и доводен цевков вод до постоечката дистрибутивна мрежа. Затварањето на финансиската конструкција, за тоа ви го објасни министерот за финансии, и сега за некој месец ќе имаме непосредна реализација на терен. Значи ви кажав, многу често патот до непосредната реализација е многу потрнлив неголи самата непосредна реализација. Сега, затоа што ние како предвиденици мора да водиме за сметка и за спокојството на граѓаните, пошто вие цело време со некои параграѓански или парапартиски организации се обидувате да го нарушите спокојството на граѓаните, дека
е штетна водата за пиење по здравјето на луѓето, не знам и какви болести причинува, јас се обидов да направам една паралела како државите во регионот му приоѓаат на решавање на овој проблем. Прочечкав по интернет и видите сега. Република Хрватска, членка на Европска Унија, дури оваа година ги прифаќа препораките на Светска здравствена организација за дозволено количество на арсен во водата, односно за заострување на критериумите од 50 микрограми на 10 микрограми. Алармантна ситуација со арсенот во регионов е делот на Источна Хрватска, односно Славонија, Северна Босна, Војводина, Западна Романија и Јужна Унгарија. Значи, во Славонија најголем дел од водоводите имаат присуство на арсен од 30 до 35 микрограми во литар вода. Република Хрватска оваа година ги прифаќа препораките на Светска здравствена организација. Во Србија, уште во 1998 година се прифатени препораките на Светска здравствена организација, до ден денешен ништо не е направено, освен што во 2010 година е изработена некоја стратегија за справување со овој проблем и што е забранета водата за пиење во градот Зрењанин, каде што имаме 160 микрограми арсен во литар вода, што ќе се сложите 15-16 пати повеќе отколку во Гевгелија. Во Гевгелија, во поедини бунари од Моинското подрачје, имаме поголемо количество на арсен и кога беше дадено од Центарот за јавно здравје за забраната за испорака на вода од овие бунари, беа исклучени овие бунари од водоводниот систем. Понатаму, велите дека ништо не правело општината. Во рамките на тоа дали проблемот е толку еклатантен или не, општината примероци за квалитетот на водата за пиење испрати до Хемиски институт во Белград, поради тоа што во Република Македонија нема акредитирана лабораторија која што може да ја утврди валентноста на арсеност, затоа што петтовалентниот арсен, кој што чини 2/3 од вкупниот арсен во водата во Гевгелија, е помалку штетен од тровалентниот арсен. Врз база на таа анализа на Хемискиот институт во Белград, испратено е писмо до регионалната канцеларија на Светска здравствена организација за Европа и добиен е одговор во врска со квалитетот на водата за пиење. Еве што, ќе цитирам, нема да парафразирам, ќе цитирам. Иако утврдените концентрации на арсен на направените анализи, патем, анализите се земени од фонтаната до пазарот и е утврдено количество на 11 микрограми во литар вода, што е за 1 до 2 микрограми над дозволеното количество по најновите последните препораки на Светска здравствена организација. Иако утврдените концентрации на арсен на направените анализи на водата во Гевгелија се поголеми од оние во упатствата за вода за пиење на Светска здравствена организација, кои што изнесува 10 микрограми на литар, истите се релативно мали, додека податоците од градските честни покажуваат маргинално надминување на вредностите од упатствата. Постои можност за штетни влијања да се појават како резултат на изложеност на неоргански арсен во вода или храна, но истите би биле застапени со мала инциденца, што ќе биде тешко да се одреди со епидемиолошки студии. И на крај, сепак, било какви ризици би биле мали и истите најверојатно нема да може да се одредат во епидемиолошки студии. Тоа околу спокојството на граѓаните, што не значи дека ние бегаме од решавање на проблемот. Проблемот цело време е приоритет на општина Гевгелија и затоа ќе ја доживее својата непосредна реализација за неколку месеци. Благодарам.